Корени. Секое лето одиме на грчкиот остров Хиос во североисточниот дел на Егејското море. Од таму потекнува моето семејство. Уште од рано детство, моите родители настојуваат често да одиме таму и да се враќаме на нашите корени. Се заљуби во местото. Сега таму ги носам и моите деца. Тие патувања се обележани во прекрасна рутина. 1 или 2 часа пред да отплови бродот од пристаништето Пиреа, се создава долга редица од автомобили. Сите тие автомобили ги носат семејствата на островот. Пријателите повторно се среќаваат, а добродојдени се и новите посетители. Наоколу се слуша само смеа и шегување. Следната станица е кабината на бродот. Девојките ги земаат горните кревети и радосно прават планови за спиење. Градат мали тврдини по чаршавите, како да ќе останеме таму со денови, а патувањето трае едва и 6 часа. Потоа се качуваме на палубата и мафтаме со рацете кон пристаништето од клунот на бродот. Го следиме секој чекор на испловувањето на бродот и ичезнувањето на Пиреа во далечината. Во ресторанот во трајектот бараме маса покрај прозорецот. Келнерите облечени во штиркани бели униформи ја запишуваат нашата нарачка. Секогаш нарачувам ориз со црвен сос. Тоа секогаш го јадеше мојот татко, а тој беше капитен, па знаеш. Потоа се враќаме во кабината и раскажуваме приказни за месечевата светлина. Моите ќерки ме молат да им раскажувам омилени приказни. Искрено не знам кој повеќе ги посакува, дали јас или тие. Секогаш заспиваат пред раскажувањето. Легнувам на горниот кревет покрај помладата ќерка за да не падне. Исто како што правеше мајка ми. Во 4:30 часот наутро се огласува алармот. Се уште е црна темница. Помошниците тропаат на вратата за да не разбудат бидејќи пристигнавме. Го вклучуваат светлото за да не заспиеме повторно. Станувам прв за да ги разбудам навреме и да ги земам во раце, исто како што правеше татко ми. Возиме во автомобилот во темнината до хотелот. Поминуваме покрај мили, 3 дрвени ветерници. Мојата помлада ќерка раскажува на сестра си, која спие до неа се за ветерниците. Едва и се воздржувам да не се насмеам. Надолу по патот е статуата на изгубениот морнар. Таму шеташе мојата омилена тетка. Сега шета некаде во рајот и се смее на нашите будалаштини. Пристигнуваме во хотелот. Малата го турка куферот со едната рака, а со другата скутерот. Одбива да го остави во автомобилот. Во темнината скутерот со флуоресцентните светла прави осумки, исто како мојата ќерка. Само таа ја разбира важноста на тоа дека не смее скутерот да се остави сам. Само таа го чувствува богатството на незиниот свет. Влегуваме во нашата соба, во 5:30 часот наутро. Девојчињата не сакаат да спијат, не сакав ниту јас на нивна возраст. Малата го отвора фрижидерот. Каде се сладките? Разочарано се прашува. Ќе купиме утре кога ќе отидеме в град, ја уверувам. Се обидувам да ги натерам да заспијат. Галењето по стомачињата и грбчињата, неколку приказни и набрегу тројцата заспавме, спружени еден врз друг. Подоцна утрото по старата ќерка накло станува. Одам да ги посетам баба и дедо, вели. И велам да ме бакне, а таа на брзина ме бакнува на образот. И замислете, само што стапнавме на островот. Тоа е магијата на корените, магијата на живеењето. Ви благодарам, мамо и тато. Сте наишли на клучната состојка на животот. И ми ја предавам на моите деца со надеж дека истото ќе го прават со нивните. Ви благодарам и на двајцата.